После изборите на 5 јуни направивме ние анализа и на ниво на држава и на ниво на секоја општина. Констатиравме каде имаме пропусти и слабости и се договоривме како во периодот што доаѓа тие слабости ќе ги надминеме. Во општина Гевгелија, ќе ви дадам податоци. Значи, на парламентарните избори 2008 ВМРО не победи со 2000 гласа разлика. На локалните избори 2009 ВМРО не победи со 1200 гласа разлика на градоначалничките избори. На парламентарните избори сега, на 5 јуни, разликата е само 200 гласа. Претпоставам ќе се согласите дека има позитивен тренд. Се не тргнале од 2000 гласа разлика, 1200, сме дошли до 200. Јас мислам дека имам право и ја и секој член на СДСМ да се надева дека ако на ист начин продолжиме да работиме, на локалните избори предноста ќе биде на наша страна. Тоа е втората работа. Трета работа. Значи, јас се согласувам дека има членови на СДСМ кои од разни причини може да бидат незадоволни од партијата. Например, многу работиле, а не им е вреднувано тоа, не го добиле тоа што го заслужиле, кои што може да бидат разочарани, па да речеме, да не гласаат на следните избори, да останат дома и така натаму. Али, ако има членови на СДСМ кои што било кои причини, например, не биле задоволни, а отишле да гласаат за ВМРО ДПМН, сега ја го поставам прашање, дали ти уопште биле членови на СДСМ? Ако такви ги менјаат страните преку ноќ, не ни требаат. Не ни требаат. И нека име на среќа и со среќа во ВМРО ДПМН. Не се менја партија како чорапи. Од избори до избори. Од пазар до пазар. Од обеќана функција до обеќана функција. Од земени пари до земени пари. Валјда има некоја припадност која што остануваш во оваа партија и кога добива, и кога губи, и кога сме на власт, и кога сме во опозиција. Тоа се партиски членови. И она што сакам да го кажам, уште нешто, е дека ние сега сме наполно отворени за соработка и со други опозициони партии. И тоа јавно го соопштивме. Ова е период во кој што сите се преиспитуваат околу една таква идеја. До сега некакво отворено одбивање на таква соработка од никаде не е дојдено, така да мислам дека имаме на добра основа да очекуваме дека е можно да се оствари и една поширока опозициона соработка и на следните избори да отидеме во еден широк опозиционен блок. Што на крајот на криштата, ситуацијата во која што се наоѓа земјата и го наметнува како императив. Ако велиме све оди на лошо и може да биде трагично за земјата, тогаш треба да заборавиме на идеолошки разлики, треба да заборавиме на етнички разлики, на суети, на партиски интереси, на лични конфронтации. Например, вие знаете дека вкупната опозициона бројка на 5 јуни беше поголема од вкупната бројка на власта, ама беа раситнети. Сите гласови на Либерално-демократската партија, на ВМРО Народна, на Обединети за Македонија и еден куп други мали партии, достоинство, пропаднаа во бунар. Не освоја пратенички места, а беа опозициони, беа против оваа власт. И со самото тоа што беа раситнети, направија, според Донтовиот модел, услуга на власта. И пак ќе речам, не е клучното прашање, дали СДСМ ќе ја земе власт. Еве ќе ви го кажам мојот личен пример. Значи јас на 5 јуни, пред 5 јуни, јавно соопштив. И пак ќе кажам, не сум заинтересиран за никаква власт. Бев премиер, бев председател на држава. Нити сум кандидат за во влада, нити за во парламент. Меѓутоа, не можам да стојам и да седам настрана и да гледам сеир, кога гледам што се случува во државата. Јас не барам за мене ништо, јас све што сум можел да добијам од народов политичка функција сум добил и за мене е тоа огромна чест да бидеш премиер, да бидеш председател на држава. Па тоа е до трето колено да ми се гордеја дома. Ама ја му должам на овој народ. И не само ја, мислам дека сите ние должиме да го дадеме својот придонес еден ден, после 5 или 10 години.
Овој период ќе биде период по кој што меѓу себе ќе се квалификуваат луѓето за споредба. Денеска во Србија има огромен број на луѓе што во својата биографија бришат што биле во времето на Милошевиќ. Се срамат да кажат што биле во времето на Милошевиќ. Се срамат за кого биле во времето на Милошевиќ. Ја ви тврдам дека после 5 или 10 години ќе дојде време кога по таа основа луѓе кои што денес се со власта и за власта ќе си ги менуваат биографиите. Оти ова не е само лоша економска политика или лоша надворешна политика. Погледнете што прави оваа власт. Го редефинира буквално се во оваа држава. Ја менува историјата. Ја ви тврдам дека до пред 6 години да имаше анкета во Македонија и да ги прашавме луѓето дали македонскиот јазик припаѓа на словенската група јазици, дали македонскиот народ припаѓа на словенската група народи. 90% најлогично ќе одговорат да. Па затоа можеме без преведувач да збориме и со срби, и со бугари, и со хрвати. Денеска, после 6 година инженеринг, кампањи, пропаганди, 90%, не знам колку, ама предпоставам, голем процент ќе ви рече да немаме ништо, никаква врска ние со словените. Ние се откажуваме сега од делот од историјата кој што е најславниот и никој не може ни го земе. Кирил и Методи, Климент и Наум, прв словенски универзитет во Охрид. Нешто што е признаено и во Русија, и во Чешка, и во Словачка, во сите тие земји како нешто што и припаѓа на Македонија и на македонскиот народ. Па тие фалсификуваат историјата од последниве 20 години. Погледajte, на прославата на 20 години независноста, еднаш не му го спомнаа на покојниот Киро Глигоров името. Секоја втора реченица беше првиот премиер Кљусев. Овде има млади деца, може да не се сеќават, ама повеќето од вас се сеќават. Дека ако некој беше архитектот на политиката за независност и меѓународно признавање на оваа земја, тоа беше Киро Глигоров, тоа не беше Кљусев. Ама, што да очекуваме од човек и од група луѓе, кои што историјата на собствената партија во овие 20 години ја фалсификуваат. Пазите, тие го избриша Љупчо Ѓоргиевски од основачите на ВМРО-ДПМНЕ. Ако тие се спремни за својата собствена партија во последните 20 години да ја фалсификуваат историјата, можеме да предпоставиме што ќе биде со историјата на народот или на државата. Ама не е само тоа, во делот на културата, во делот на образованието, во делот на економијата, во делот на општествените односи, се обидуваат да воспостават нешто што ќе биде апсолутно дисконтинуитет во однос на се што било претходно. Денес, ако имате биографија во Македонија, вие сте хендикепирани. Ако сте доктор науки, професор, или ако сте биле долго време во бизнисот, вие сте тајкун, олигарх, црвена буржуазија. Денеска вечити студенти ни владеат со држава. Овој Владко Ѓорчев е специјалистот за надворешна политика во ВМРО-ДПМНЕ. Тодоров за здравство, Гордана Јанкуловска, слушате, уставот, законот. И ако им кажеш некој, например, Ана Данева се избра за подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, доктор на науки, професор на правен факултет. Тоа е дете на црвена буржуазија. Тоа е таки фити, тој е станал доктор науки декан во време на еднопартизмо, тоа е комуњара. Како можеме луѓе со биографија, со знаење, со струка, со титули, со звања да ги избришеме?